Почитувани во студиото на Медиумската информативна агенција, денеска наш гостин е министерот за внатрешни работи, господинот Панчо Тошковски. Добар ден, благодарам на поканата. Јас би сакала првото прашање, пред да станете министер за внатрешни работи, бевте адвокат, имавте еден сосема поинаков живот. Можам да кажам, вие и лично сам го имате тоа изјавено. Дали се каете што станавте министер за внатрешни работи? Дека ми е каде потешко и од аспект на фамилиарни обврски, и од аспект на работни обврски, и од аспект на личен мој ангажман на сите околу мене, тоа е неспорно. Но дека оваа работна позиција овозможува да работиш во интерес на своите граѓани, во интерес на својата држава, да навистина помогнеш во рамки на многу процеси, и тоа е исто така неспорно. Така да, кога би ги вагал вие две работи, дали сакам, сега за сега не, заради тоа што навистина очекувам дека од работата на мојот тим, од работата на владата, од целокупниот ангажман кој што го имаме досега, навистина очекувам многу добри резултати. Едноставни подобрувања на животот на македонските граѓани кои што се видливи, а и како ќе бидат видливи во наредниот период од година дена. Со сите оние промени кои што ги направивме, со сите оние чекори кои што ги превземавме, нашата работа, слободно можем да кажем дека особено е видлива во делот на управните служби. Направивме да имаме една достоинствена постапка при остварување на право на граѓаните, како што е да обезбедат лични документи, да обезбедат возачка дозвола, да обезбедат пасош, лична карта. Мислам дека она кое што го наследивме како хаос и гужви, кршење на врати, непристап до институциите, немање на образци и така натаму, македонскиот народ многу добро ја знае целокупната на хаотична состојба која што имавме во државата поврзана со издавање на лични документи, повеќе немаме. Сега е каде подостоинствен начинот на остварување на ова право на македонските граѓани. А во иднина имаме зацртана една идеја да не застанеме тука како што сме, да направиме уште еден чекор напред. Образците кои што се произведуваат сега надвор од Македонија, во иднина да се произведуваат во Македонија. Ќе се навратиме подоцна на... Ќе биде, например, да речеме еден огромен исчекор, вака, накратко, не сакам, напротив, благодарен сум за тоа што имам оваа можност да направам разлика конкретно во Македонија, врз основа на која што македонските граѓани ќе може да имаат поубав живот. Додека ВМРО допомене партијата од која што доаѓате вие, беше во опозиција, но и не само во опозиција, постојано зборуваше за организиран криминал и корупција во нашата држава. Криминал и корупција кој што доаѓаше од претходната влада, не само од таа, туку од функционери кои што долго време претходно беа на власт во нашата држава. Дел од тој криминал се расчисти, но се уште се вперува прстот кон обвинителството, но и кон Министерството за внатрешни работи. Може ли во следниот период да очекуваме расчистување или расветлување на нови случаи кои што се поврзани со криминал и корупција? Апсолутно да. Министерството за внатрешни работи покажа за овие година дена во рамки на новата влада дека можело поинаку, дека можело да се поднесе кривична пријава и против висок функционер од било која политичка партија, без разлика дали доаѓа од една, друга или трета, не би сакал да специфицирам. Дека можело да се отворат постапки, дека можело да се говори јавно и при тоа со докази и со факти да се потврдат криминали од огромни суми. Овде само би го издвоил предметот адитив, кој што за среќа беше поддржан и од страна на јавното обвинителство и беше процесуиран и со обвинени од страна на јавното обвинителство, но и нажалост и покрај тоа што поднесовме огромен број на кривични пријави како против поранешни министри, директори на институции, кривична пријава беше поднесена и против поранешен премиер. Јавното обвинителство и судовите гледаме дека не постапуваат баш еднакво спрема секој еден против кој што е поднесена кривична пријава, но останува времето да покаже дали во овој нареден временски период и јавното обвинителство и судовите ќе се охрабрат да постапуваат во рамки на
законски дадените овластувања, се со цел да можеме да видиме процесна правда која што е нужна да испорачаме како институции, но и суштинска правда која што би требало да ги детектира сите оние кои незаконито работеле во изминатиот период и да овозможи поврат на оние средства кои што незаконски биле трошени од страна на одредени, без разлика дали се тоа министри, директори или било кој друг тип на функционери во изминатиот период. Сметам дека сега на потек во дел од предметите е јавното обвинителство, а во дел од предметите кои што сме ги отворили и испроцесирале во изминатиот период, за кои што јавното обвинителство покренало обвиненија, нарете надлежниот орган кој што ги процесира сите тие постапки, а тоа се судовите. Ова ме провоцира да ве прашам дали сметате дека обвинителството навремено ги процесуира и навремено, како да кажам, во рамките на некоја нормална, реална временска рамка ги процесира овие случаи кои што вие ги доставувате до НУФ? Морам да истакнам дека во дел од предметите навистина обвинителството покажа храброст и покажа одлучност да навремено одговори и да веднаш ги спроведе оние процесни действија кои што требаше да бидат спроведени. Овде би го издвоил, да кажем, оној случај со Кочани кој што го имавме, но во дел од предметите каде што како Министерство за внатрешни работи сме поднеле кривични пријави со доста голем број на докази, издржани кривични пријави, навистина еве повеќе и од година дена помина за дел од предметите за кои што имаме поднесено кривични пријави со издржани докази. Не гледам никаква нити информација, нити поисчекор од страна на обвинителството што навистина ме загрижува за одредени предмети, особено кои што се однесуваат на високи функционери од претходниот временски период. Еве јавно би ја искористил оваа прилика да го запрашам јавното обвинителство до каде е предметот со злоупотреба на полициски овластувања во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи, кои што беа поврзани со издавање на незаконито издавање на оружје. Поднесовме доста добра кривична пријава согласно информациите кои што ги имам, издржана со огромен број докази против поголем број на полициски службеници кои што незаконито постапувале, да кажам, во изминатиот период, но нажалост до ден денес не можам да констатирам помрднување во однос на тој конкретен предмет, нити сме известени дека е отфрлена кривичната пријава, нити пак сме известени дека истата била сериозно разгледана од страна на јавното обвинителство и процесуирана со соодветен акт во рамки на нивна надлежност. Колку Министерството за внатрешни работи има приведено лица кои што се сметаат дека се подметувачи на пожарите, бидејќи се уште кај нас има голем број на пожари. Еве деновиве исто така видовме, имавме статистика за поголем број на пожари. Само за овие 4 месеци претходниве, Министерството за внатрешни работи има лишено од слобода над 40 на лица. За негде отприлика околу над 30 од тие лица има поднесено соодветни кривични пријави. Факт е дека најголем дел од пожарите, освен оние кои што се касус настанале како последица на одредени природни непогоди, така да речеме, најголем дел од пожарите се предизвикани од човечки фактор. И во иднина мораме да размислуваме и во насока на заострување на регулативата која што е поврзана со пожарите и давање на итност во рамки на постапувањето спрема оние кои што пиромански и лудо, да речам, се однесуваат и кон животната средина, но неодговорно и спрема сите нас кои што живееме во оваа наша убава Македонија. Бројката од 40 на лишени од слобода и над 30 процесуирани сторители на кривично дело предизвикување на општа опасност и така натаму, поврзани со пожарите, навистина не е мала, но сепак сметам дека мораме превентивно да делуваме во иднина со заострување на казнената политика во овој дел и давање на приоритет при процесуирање токму на овој тип на кривични дела, се со цел и превентивно да делуваме спрема овие пиромании, така да ги крстам. Иначе, морам да ја оценам
ова овогодишната работа, како на дирекцијата за заштита и спасување, така и на сите територијални противпожарни единици, далеку поразлична од онаа која што ја видов претходната година, да кажеме. Оваа година навистина сме многу поспремни во сооднос со претходната година. Огромна благодарност дупатам до оние општествено одговорни компании кои што помогнаа во рамки на пренамената на оние 40 борбени возила кои што ги пренаменивме во територијални противпожарни возила. Ја создадовме македонската интервентна противпожарна единица. Таа навистина се покажа како многу функционална и многу корисна на терен. Дупатаме на огромна благодарност до сите пожарникари вработени во рамки на Министерството за внатрешни работи и секако вработени во Министерството за одбрана, војниците, кои што заедно со полицајците и со пожарникарите и секако со местното население низ Македонија и текако храбро машки излегуваат да се борат со пожарите на оваа година. Имаше и со што да одговориме за разлика од претходните години и навистина можам само да им честитам за нивната пожртвуваност, храброст и во иднина и текако треба да работиме на ова поле. И како влада сме доста посветени и фокусирани на системско поставување на работите, односно тоа и го најави и премиерот и претходно, работиме на фузирање на оние два закони кои што ја регулираат работата на Центарот за управување со кризи од една страна и работата на Дирекцијата за заштита и спасување. И од аспект на ефикасност и од аспект на целисходност мислам дека и такако е потребно тие две институции да се фузираат во една, за да се зајакнат ресурсите и за да може да имаме едно централизирано тело кое што би можело активно да се бори со сите типови на пожари, особено со сите овие шумски пожари кои што ги имаме. Нажалост, природата е таква како што е, од година на година температурите се повисоки и повисоки. Оваа година имавме многу полоша ситуација гледано од аспект на сувост и односно влажност на тревната површина која што имаме компарирано со лани. Претпоставките на експертите од оваа област е дека од година на година ќе биде се полошо и полошо, се повисоки и повисоки температури. Поголема суша. Не очекуваат, така да не можеме да кажеме помина летото и сега можеме да се опуштиме, не, напротив, треба и како да се фокусираме уште сега во насока на што поспремни и со позаселен капацитет да го пречекаме летото 2026 година, се со цел да може подобро да одговориме на сите предизвици. Министре, веќе ја спомнавте трагедијата во Кочани. Тоа е една од најголемите, ако не најголема трагедија во Македонија, се случи во ваш мандат. Дали сметате ли дека направивте се што е можно за расчистување на овој случај? Апсолутно најужасната трагедија по мене која што се случила било кога во Македонија. Од наша страна, од страна на Министерството за внатрешни работи, сметам дека е превземено буквално се што можеше да биде превземено, кое што директно или пак индиректно е поврзано со оваа ужасна трагедија. Помогнавме и такако во делот на транспортирање на сите оние повредени лица кои што ги имавме. Министерството за внатрешни работи навистина тука покажа еден силен капацитет во делот на спроведување на сите оние секоја брза помош која што беше активна како од Кочани до Скопје, така и од Скопје до не знам, за пример ќе ги земам Софија или Солун. Сегде каде што требаше да бидат транспортирани повредените лица беа подпомогнати од страна на Министерството за внатрешни работи оние медицински возила. Навистина тука покажавме дека и покрај она кое што се случи, покажавме дека имаме капацитет да соодветно одговориме во тој дел, а во делот на она кое што е надлежност на Министерството за внатрешни работи од аспект на откривање на причините врз основа на кои што се случи сето ова, од аспект на процесуирање на соодветни кривични постапки спрема секој еден кој што е било како поврзан, дали директно или индиректно со предметната ужасна несреќа која што се случи, ужасна трагедија која што се случи. Сметам дека максимално координирано постапивме по сите оние наредби кои што ги даде јавното обвинителство, сето она кое што беше
нужно потребно да се превземе. Беше превземено од аспект на разоткривање на случајот, така да сега останува колку што сум запознаен, обвинителството поднесе соодветно обвинение во врска со овој случај, така да сега останува на судот да врз основа на сите собрани и доставени докази до него ги превземе сите оние процесни действија кои што е потребно да бидат превземени од страна на суд. Поминаа повеќе од 5 месеци од оваа трагедија. Вие и тогаш бевте во Кочани, бевте на лице место, се среќававте со тие луѓе, со родителите на тие деца што загинаа таму. Откривме многу системски грешки. Дали како систем ја научивме лекцијата од оваа трагедија? Мораме да научиме лекцијата од оваа трагедија која јас лично се прашувам. Иначе да, точно јас добив негде околу 3,5, околу 3,5 отприлика добив повик за предметната трагедија која што се случи и во Мугрите бев веќе во Кочани. Навистина оваа трагедија го скрши буквално секој еден македонски граѓанин и не само македонските граѓани, мислам дека и цел Балкан, и цела Европа, па и цел свет беше скршен од оваа трагедија. Недозволиво е да не ги научиме лекциите кои што треба да ги научиме, имајќи предвид дека факт е дека ова кое што се случи било последица на многубројни незаконитости, почнувајќи од 2012 година, па се до моментот на настанување на трагедијата. Не би сакал во детали да говорам повторно за сите оние работи кои што директно се поврзани со самата несреќа, но факт е, пак ќе речем, не можеме да избегаме од тоа дека од 2012 година па до 2025 година имаме огромен број на незаконитости и системски слабости и пропусти кои што се случувале, а при тоа не било соодветно реагирано од страна на институциите. Мораме да ја научиме лекцијата. Во оваа насока е прва работа која што ја направивме, го сменивме законот за употреба на пиротехнички средства во рамки на затворен простор. Сега повеќе е забрането било какви пиротехнички средства да бидат употребувани во рамки на затворен простор. Тој доби поддршка од страна на сите пратеници во рамки на Македонското собрание. Така да не само тој дел од регулативата, мораме буквално да размислуваме на промена на секој еден од нас во рамки на едно секојдневно постапување поврзано со било која сфера на надлежност, без разлика дали станува збор за Министерство за внатрешни работи и давање на согласности за соодветен број на паркинг места поврзани со оваков тип на дискотеки, без разлика дали станува збор за инспекторатот, без разлика дали станува збор за Министерството за економија, без разлика дали станува збор за собствениците на локалите, кои што треба да ги исполнат сите оние законитости дефинирани во закон. Правилата на игра не постојат сами за себе. Тие постојат за да спречат не дај Боже ситуации. Така да мораме секој еден кој што е инволвиран во рамки на било кој процес да го смениме светогледот на работите. Еве гледаме дека не само во Маđарска или во Бразил, туку и кај нас може да се случат вакви трагедии. Ние мораме да трнеме од самите себе во рамки на секојдневното функционирање, секој во рамки на својата област. Долго го сакаме да ги промениме на работите. Ниту Министерството за внатрешни работи, нити јавното обвинителство, нити судот, нити било кој друг како издвоени институции можат да направат исчекор за општеството. Тогаш кажавте дека се елиминира. Како од денешна перспектива гледате? Еве ми кажавте многу работи поврзани со Кочани, системски работи, кажавте работи кои што владата, актуелната влада ги презела, законски измени, за да се променат. Искрено многу време ќе ни треба нас, и како општество, и како институции, да направиме драстичен исчекор од она кое што било, од она кое што треба да биде. За 6 месеци, за година дена, ние нема да можеме да ги решиме со златно ставче проблемите кои што ги има во оваа држава. Многу години наназад се таложени. Да работеле вака како што ние работиме за оваа година дена, 30 и кусто години наназад, јас ви гарантирам дека немало да бидеме нова да рече. Нажалост, таква е ситуацијата како што е. Преска на еден состанок разговаравме за регистар на возило.
Македонија се уште нема регистар на возила. За регистар на возила за прв пат се отпочна со постапка за имплементација 2008 година. Сега сме 2025 година при крај. Се уште немаме регистар на возила. Не бегаме од одговорност и не бегаме од прашањата кои што ги поставува народот. Но факт е дека треба многу работа, многу посметаност, волја, за да дојдеме до таму кај што се стремиме да дојдеме. Претходно слушавме само флоскули од типот на ЕУ вредности кои што требало да сме се доближиле со промена на устав и така натаму. До ЕУ вредности кои што сите ги сакаме, можеме да се доближиме со волја, со многу работа, со многу труд и со многу посветеност. Само така можеме навистина да ги имаме оние ЕУ вредности кои што претходно само ги слушавме на муавета, нигде не ги гледам. Секојдневно во новите булетините гледаме извештаи за фатени лица со бела прашкаста материја, со марихуана. Каква е состојбата со другата во Македонија? Имаше Министерството за внатрешни работи и акции за фаќање на лица кои што или дилери со друга и лица кои што консумираат друга и така натаму. Каква е состојбата на тој план во нашите земји? Еве, 2025 година имаме разоткриено, разобличено негде од прилика околу 3 криминални групи кои што оперираат не само внатре во Македонија, туку и надвор од Македонија. Негде околу 25 лица се предмет на овие кривични пријави и на овие постапувања. Со тоа што, еве, ако ја земеме само кокинот како наркотично средство кое што е во надлежност на Министерството за внатрешни работи да ги открие оние незаконитости и постапувања поврзани со кокаин. За овие година и половина од кога сум јас министер, од прилика заплена на кокаин е еднаква на претходните 6-7 години заедно. Значи, од прилика негде 9 кил имаме запленато кокаин за овие година и пол, толку има претходниот министер во рамки на целокупниот свој мандат, од прилика сега, плюс-минус. Сакам да кажам дека резултатите се евидентни, разликата е евидентна, дали е доволно, не. И како треба да работиме во тој дел, и како треба да сме посветени, особено во борбата против нелегалната трговија со овој тип на психотропни супстанци. И во иднина сме на размислување, моментално е ставено на дискусија, на дебата, разговараме и со професори, и со експерти од областа, на одредени законски измени кои што Унгарија веќе ги примени, а тие се однесуваат на конкретни постапувања во врска со третманот на употребата на дрогата од страна на одредени конзуматори на истата, од аспект на третманот кој што ќе го даде државата на нив. Односно, доколку истите соработуваат со државата. И се во насока на да помогнат да се разоткрие мрежа на сторители, работници сакате така? Истите би имале третман на конзуматори како што е сегашниот закон. Односно би имале третман на прекршители. Но доколку не соработуваат со државата и не сакаат да му помогнат на истражителот, на обвинителот и така натаму во рамки на постапка на спроведување на законот, истите би имале третман на сторители на кривично дело. Но сепак ова е навистина осетлива тема. Повторно ќе кажам, дискутираме, разговараме на тема со професори, со експерти од областа, но размислуваме во насока малце да бидеме поригорозни во делот на законските решенија кои што би ги понудиле во иднина, а се поврзани со борбата против нелегална трговија со дрога. Министр, има многу прашања за кои што би сакале да ни одговорите, но да одиме поред. Јас би сакала сега да се навратам малку на сообраќајот. Многу забелешки, сообраќајни несреќи, дивења по улици, граѓаните на социјалните мрежи објавуваат секакви коментари. Министерството за внатрешни работи реагира, го најавивте системот Безбеден град кој што треба да почне на 1 јануари, според последните изјави. Може ли малку повеќе детали во однос на Safe City? Верувајте ми, да го имплементирале Safe City досега, моите претходници, јас ви гарантирам дека немало да бидеме ново дереđе на кој што сме.
а многу одамна е отпочнато со работење на овој проект SafeCity. Многу одамна. Но тоа е што е, оставено е на нас сега да го имплементираме како проект и ќе го имплементираме. Зошто? Заради тоа што кога говориме за бројка од 142 жртви како последица на сообраќајни незгоди во Македонија за 2024 година. Навистина, верувајте ми, поразително е чувството вие да сте министар за внатрешни работи, а при тоа да имате 142 жртви како последица на сообраќајни незгоди. Целта наша, многу пати во јавноста се обидува од страна на одредени недобронамерници на Македонија, така би ги нарекол, да се наметнуваат одредени тези кои што не се во интерес на имплементирање на SafeCity како проект и не се во интерес на креирање на сообраќајна култура. Но поразително е Македонија да има бројки измеѓу 75 и 80 жртви по милион жители во период од година дена, а при тоа во скандинавските земји да имаме бројки околу 30. Значи околу 30, ние по таа логика имаме негде околу 40 до 50 повеќе смртни случаи на милион жители отколку во скандинавските земји и навистина е поразително да се обиде да се манипулира јавноста со тоа дека државата сакала да го зголеми буџетот, па немала што да прави, ќе ги казнувала граѓаниве за сообраќајни прекршоци. Не. Целта на државата не е да го зголеми буџетот преку сообраќајни прекршоци со имплементирање на SafeCity проектот. Целта на државата не е да ги казнува сама по себе оние кои што дивеат по улиците. Целта на државата е да спаси макар еден човечки живот повеќе од она кое што сме го имале претходно како смртни случаи, како последица на непочитување на сообраќајни правила. Верувајте ми, овие 142 жртви, сите до една, се последица на непочитување на сообраќајни правила. Потребни ли се уште законски измени за да може од 1 јануари да се применува SafeCity? Да. Значи ова е пакет на закони, 6 закони мислам дека се поврзани со промената на потребната законска легислатива и понатаму правилници кои што дополнително ќе треба да ги измениме. Значи во рамки на собраниска процедура е влезен законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Исто така треба да е влезен законот за прекршоци кој што директно е поврзан со имплементација на SafeCity, односно безбеден град и во иднина безбедна држава. Понатаму ќе следат кривичниот законник, законот за извршување на санкции, законот за возило веќе е променет во однос на сето она кое што требаше да биде поврзано со SafeCity, така да имаме еден пакет на закони кои што е потребно да се променат и идејата на Министерството за внатрешни работи и целта е заедно со оние теренски активности кои што се превземаат и законските измени кои што ќе се извршат од почнување на овој проект да биде 1.1.2026 година. Зошто 1.1.2026 година? Од 1.1.2025 година со измената на правилникот во однос на регистрирање на моторни возила се отпочна со процес на собирање на сите потребни податоци и информации кои што се поврзани со сопственикот на возилото. Така да формално правно можеме да отпочнеме со имплементирање од 1.1.2026 година, со тоа што запознаени се добро граѓаните дека овој систем ќе функционира во комуникација со граѓаните преку нивните мобилни телефони, односно преку испраќање на порака на нивните мобилни телефони на телефонскиот број кој што го оставиле во Министерството за внатрешни работи. Се надевам дека најдоцна до 1.12.2025 година ќе отпочнеме со активна примена на овој SafeCity систем, со тоа што овие 30 дена би ги искористиле за информирање на граѓаните дека на конкретна сообраќајница сториле конкретен сообраќајен прекршок. Се со цел да ги припремиме, да не испадне сега дека еве отпочнаа неизвестија, месец дена да има како еден почетен пробен тест период се додека не стапи во сила официјално додека не стапат во сила официјално измените на сите оние
законски прописи кои што потребно е да ги Еден проблем кој се создава во сообраќајот е проблемот со несоодветно возење на електричните тротинети. Како, дали има простор за поинако делување на МВР? Сега пред да влезам кај вас во овие простори, само што не ме згази еден. Мислам дека беа дечиња две малолетни на тротинет, две лица качени на тротинет, без при тоа да прве не смеат две лица да се возат на тротинет, нити согласно сегашната регулатива, нити едното, нити другото има кацига на нив, нити едното, нити другото беа обележени. И сега имаме регулатива која што е поврзана со управување на тротинетите, која што нажалост не дава резултати. Факт е дека не дава резултати, но за промената на регулативата во овој дел ни треба навистина малце подлабински да навлеземе во се она кое што треба да се измени, а да планирани се измени и во овој дел, усогласување во дел со регулативите на кои што се применливи во рамки на Европската унија, но сепак овде навистина не се чувствуваме доволно навлезени во рамки на проблематиката и тој дел не е опфатен во рамки на сегашниве законски решенија. Дадовме простор да малце подетално навлеземе во консултација со експерти, во консултација со професорската фела, апликативно да видиме како е сето тоа применето во рамки на одредени земји од Европската унија и мораме и во оваа насока да ја заостриме регулативата се со цел да сите наши граѓани се чувствуваат побезбедно по македонските улици кога се движат, како ние така и оние кои што ги управуваат овие тротинети. Иначе согласно информациите кои што ги имам добиено од страна на доктори кои работат во клиника, дневно имаме најмалце по 5 до 6 операции на скршеници кои што се настанати од паѓање од тротинет. И тоа согласно на кое што го имам добиено како информација, најчесто се кршат дланките кои што се тешки за операција, тешки за враќање во првобитна положба. Најчесто говориме за многу млади луѓе, најчесто за малолетници кои што ги управуваат тротинетите, така да навистина ова е една сериозна тема на која што мораме да се фокусираме во иднина да и како ја подобриме и регулативата, но воедно и имплементација на истата. Ние обични сме добри за регулатива. Веројатно кај родителите да забрануваат малолетни деца да не им се даваат електрични тротинети. Мораме да сватиме дека сите ние сме дел од ова општество. Секој од нас е дел од ова општество и секој од нас, освен што има права, има и одговорност. Значи на малолетник кој ќе му даете да вози тротинет без при тоа да му возможите и кацига и соодветни, не знам, треба и лече да има на него, да речеме за да го управува тротинетот. Лице пододредена возраст не смее да управува тротинет, мислам дека беше 14 години. Така да едноставно не може сега вие како родител му купувате електричниот тротинет на лице од 11, на детенце од 11 години, нити му обезбедувате кацига, нити му давате лече и вие велите Господ е крив. Да. Едноставно мораме секој еден од нас максимално да се фокусираме и да се посветиме на сето на кое што значи превенција и за самите нас, и за нашите дечиња, меѓутоа и за општеството генерално. Кога сме кај повозрастните пак сега, тие се соочуваат со друг тип на измами. Почнавте неодамна кампања "Внимавајте телефонска измама". Само збор за телефонски измами на граѓани кои што се ги лажат дека нивните деца имале совраќајни несреќи, потоа би треба да даваат пари и така натаму, да не должам. Дали сметат ли дека ваквата кампања ќе има некаков ефект и дали дава некако? Апсолутно да. Свесноста се подкрива на друго ниво, кога Министерството за внатрешни работи активно води кампања во било која насока, еве да кажеме во конкретниот случај, во однос на информирање како на повозрастните лица, така и на нивните деца, кои што би требало да ги информираат повторно повозрастните, дека ваков тип на модус операнди, начин на сторување на кривично дело, е постоечки во Македонија. Пак ќе речам, тоа не се случува само во кај нашите соседи, туку се случува и кај нас, нажалост. Да, најчесто сторителите на ова кривично дело не се македонски државјани,
најчесто не говорат чист македонски јазик кога се јавуваат и започнуваат со измамата. Најчесто вртат на рандом броеви, согласно информациите кои што ги имаме, но кога ќе осетат од другата страна дека имаме повозрастно лице, тогаш врз основа на искористување на моментот и на ефектот кој што го ствараат кај повозрастните лица, пробуваат со измама да ги наведат дека некој е се нивно блиско лице, сторило или не сторило одредено кривично дело, сообраќајка е најчесто употребува модус операнди кога звонат овие измамници и велат дека тој повредил трето лице во многу тешка состојба или тоа трето лице починело, но и нивниот најмил е повреден и не може да стапи во комуникација со својот родител, баба, дедо и така натаму. Но доколку тие испорачаат одредена сума на средства, за него нема да има последици и сето тоа ќе се биде окей. Најчестиот модус операндум е токму тој. И драго ми е што е вака имам информација дека измамниците и покрај тоа што се обиделе во претходната недела да измамат конкретна жртва, конкретен граѓанин, истиот врз основа на сето на превентивна кампања која што ја покренавме во изминативе 2 недели, ја добил информацијата од страна на медиумите од вас и бил спремен и знаел дека во тој случај првен треба да го исконтактира својот најблизок или пак да се јави во Министерството за внатрешни работи и да пријави таков и таков случај каде што бил информиран од страна на службите дека таков настан не настанал и се превзеле се и тоа не е процесни действија во иднина кои што требало да бидат превземени. Така да дали има резултати превентивната кампања? Да, има. Нашите повозрастни граѓани се информираат преку вас медиумите и истите се посвесни за сето она кое што може да ги очекува. На 19 октомври треба да се одржат локалните избори. Министерството за внатрешни работи има една од, да кажем, клучните улоги во организирање на секои избори, не само на овие избори, во смисла на обезбедување, се обезбедуваат локации, се обезбедува материјалот кој што се доставува. Дали Министерството за внатрешни работи се подготвува за овие избори? Преку вас оди избирачкиот список? Како се подготвувате? Дали има некои специфични околности поради кои што се подготвува Министерството за внатрешни работи, кои се тие, ако може да откриете, бидејќи сепак се работи за една чувствителна работа? Формирана е оперативна акција локални избори 2025 година. Подготовките течат согласно сите оние стандардни процесни действија кои што се превземаат во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Имавме состанок и со Државната изборна комисија, лично јас заедно со најголем дел од членовите на Државната изборна комисија, беше и председателот на Државната изборна комисија. Разговаравме за сите оние чекори кои што треба да бидат превземени од страна на Министерството за внатрешни работи, секако и од нивна страна како Државна изборна комисија. Тука сме заедно партнерски настапуваме во делот на сето она кое што е наша надлежност, а е поврзано со спроведување на изборите, така да ценам дека сето она кое што треба да се превземе се превзима во овој временски период и очекувам мирни и добро спроведени избори како од страна на Државната изборна комисија, така и од страна на Министерството за внатрешни работи. Дали има индиции за никакви сценарија кои што се поврзуваат со изборите? Од надлежност на Министерството за внатрешни работи, не. Своевремено имавте една идеја за воведување на малски полицајци. Многу граѓани ја поздравија таа идеја. Бидејќи навистина полицајците недостасуваат во малата. Ние како деца памтам секогаш сме го поздравувале нашиот полицајец, сме знаеле кој ни е полицајец во малото, таму од каде што живе јас да речем. Докаде е таа ваша идеја ќе спроведе ли? Морам да признаам дека тоа не е моја идеја. Јас лично ја слушнав од голем број на полициски службеници во рамките на Министерството и од голем број на граѓани. И за воја на вистината тоа било идеја и на министри пред мене, но нажалост тие не успеале да ја имплементираат како што требало да ја имплементираат и нажалост тој реонски или малски полицаец не го гледаат ниту граѓаните, ниту пак постои.
Сега, клучно беше за создавање на капацитети на Министерството кои што би можеле да одговорат на овој тип на предизвици, промена на Законот за внатрешни работи и промена на Законот за полиција. Многу повеќе на Законот за внатрешни работи. Тоа го направивме. Нареден чекор е промена на систематизација. Законот стапува во сила за 8 месеци од сега, со добра реорганизација и добра мобилност на полициските службеници во рамки на Министерството. Со многу поголем број на работници, а многу помал број на менаџери и началници, ќе се создаде потребен предуслов за да можеме да ефективно и вистински одговориме на добрата идеја која што нажалост не ја имплементирале тие пред мене, односно креирање на малски полицаец, реонски полицаец, службено лице кое што ќе биде присутно од Министерството за внатрешни работи во рамки на одредена конкретно утврдена територија, да кажеме, а кој при тоа добро ќе ги познава приликите на граѓаните, кој ќе биде видлив, на кој што граѓаните со тек на време ќе створат доверба во него, нешто кое што ние не измислуваме топла вода, тоа сме го имале пред многу години назад. Нешто кое што навистина на времето било позитивен пример, а повторно сакаме да го имплементираме и тука клучни ми се не само измените на Законот за внатрешни работи, туку и искуствата кои што ги споделуваме со нашите партнери од Европската унија, ево да кажеме би издвоил Словенија, која што е слична на Македонија со територија, со големина на територија, слична со Македонија со број на жители и произлегуваме од еден многу сличен, односно да не речам ист систем од времето, каде што тие со тек на време се усовршиле и се подобриле со примена на европски пракси, а ние нажалост сме далеку наназад, но ни се добар пример кој што еве ќе искористам оваа прилика навистина да им се заблагодарам како на министерот за внатрешни работи од Словенија, така и на сите оние експерти и професионалци кои што Словенија ни ги нуди, за да можеме да ни ги нуди и ни дава поддршка во целокупниот овој временски период наназад, за да можеме навистина да се реформираме во насока која што сакаме да го направиме. Тоа навистина со таков еден партнер и со такви пријатели можеме да се надеваме дека со макотребна работа, пак ќе повторам, со труд и со добра визија би можеле да ја зголемиме како безбедноста, така и благосостојбата во која што живеел секој ден македонски граѓани. Министре, јас ви благодарам за одвоеното време. Има уште многу прашања за кои што би сакале да добиеме одговор, но се надам дека ќе имаме друга прилика за неколку месеци повторно да поканиме во МИА и да одговорите на сите останати прашања дијачи. Ви благодарам вам и на поканата и на можноста да споделиме одредени информации од интерес за јавност.